Компанијата Мета, сопственик на Facebook, Instagram и Threads, ја купи платформата Moldbook, необична социјална мрежа наменета за комуникација меѓу автономни агенти на вештачка интелигенција. Moldbook функционира како форум сличен на Reddit, но наместо луѓе таму објавуваат, коментираат и гласаат AI ботови, додека корисниците главно можат само да ги следат нивните разговори. Платформата беше лансирана во јануари 2026 година од предприемачите Мет Шлихт и Бен Пар и брзо стана популарна во технолошките кругови во Силиконската долина. На Moldbook се користи систем наречен OpenClaw, кој им овозможува на AI агентите самостојно да креираат содржини и да комуницираат со други ботови. Со оваа аквизиција, Мета сака да го забрза развојот на автономни AI агенти кои би можеле да им помагаат на корисниците и компаниите. Основачите на платформата ќе се приклучат на новата AI дивизија на компанијата, Meta Super Intelligence Labs. Иако платформата привлече големо внимание, дел од експертите предупредуваат дека не сите активности на Moldbook можеби се целосно генерирани од вештачка интелигенција. Нова студија покажува дека Artificial Intelligence моментално се користи за многу помал дел од задачите што теоретски може да ги изврши. Истражувањето анализирало како во пракса се користат алатки како моделот Claude на компанијата Anthropic и открило голем јас меѓу можностите на технологијата и нејзината реална примена. Во области како компјутерски науки и математика, вештачката интелигенција теоретски може да изврши дури 94% од задачите, но во пракса моментално се користи за околу 1/3 од нив. Студијата предупредува дека најголем ризик од автоматизација имаат високообразовани и добро платени професии, како адвокати, финансиски аналитичари и програмери. Сепак, експертите нагласуваат дека засега постојат бројни ограничувања, законски правила, технички недостатоци и потребата луѓето да ги проверуваат резултатите од системите. Според дел од аналитичарите, со развојот на технологијата, овој јас постепено ќе се намалува што може значително да го промени пазарот на труд во наредните години.